Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Тамара Дичовска. Почитувани, добро утро, ви благодарам што и ово утро Сител е вашиот избор за утренски вести. Од сервисните информации ово утро, без напојување со електрична енергија, времено во текот на денот ќе остана делови од неколку скопски општини. Од 9 до 12 часот струја нема да има во амбулантата во Ѓорче Петров и околните корисници. Од 9 до 13 часот корисниците од Жито Алтан, дел од Дрма, живинарска фарма во општина Газибаба и од 9 до 15 часот корисниците од дел од селото Глуво во општината Чучер Сандаво нема да имаат струја. Регионалниот центар за управување со кризи, повикувајќи се на информација од Ивана Македонија, соопшти дека од 8 до 11 часот без струја ќе бидат корисниците и на улицата Павле Божинов во општина Газибаба, од 8 до 12 часот корисниците од улицата 28 и 30 од селото Белимбегово, а од 8 до 13 часот корисниците на улицата Мирче Оровчанец во општината Центар. Нема економска оправданост да порасне минималната плата пред редовното согласување во март, вели министерот за економија. Во меѓувреме цените растат кај дел од основните производи. Мартин Арсов. Нема причина за минимална плата од 500 евра како што бараат синдикатите, оцени министерот за економија. Таквото зголемување според Дурмиши ќе направи само притисок врз фирмите и ќе мора да отпуштаат работници. Дополнително вели ќе се подгрее инфлацијата. Затоа и до година ќе се оди само со законското усогласување. Во моментот не гледаме економска оправданост за интервентно зголемување на минималната плата пред редовното усогласување што е законски предвидено во март. Во овие околности, ако одиме на зголемување адхок на минималната плата, тоа ќе предизвика уште понатаму зголемување на инфлацијата. Во меѓувреме дел од основните производи бележат поскапување, а најмногу јајцата. Пакување од 6 јајца кој минатиот месец се продаваше за 64 денари, денеска чини 99. 10 јајца пак се продаваат за 180 денари, што значи едно јајце е 18 денари. Маслото за јадење поскапе уште кога почна сезоната на зимници и веќе се приближува кон 100. Дурмиши за сега не планира да воведе мерки. Вели годишната инфлација за октомври е висока, затоа што лани ова време имав месенска кошница и затоа ќе ја чека статистиката за ноември. Сега за сега не гледам причина зашто да донесеме одлука за замрзување или ограничување на бруто профитната маржа на трговија на големо или трговија на мало. Ги анализираме цените, го анализираме пазарот. Секојдневно ќе видиме, ако има потреба, ќе донесеме одлука. Кон крајот на овој или почетокот на следниот месец треба да се одржи и седница на економско-социјалниот совет. Се очекува усвојување на потрошувачката кошница што ќе ја пресметува државата. Последен пат синдикатите, работодавачите и владата се видоа во јули. Мартин Арсов, Сител телевизија. Кривична пријава за поранишниот градоначалник на Сарај Блерин Беџити поднесе управата за финансиска полиција. Покрај него кривична пријава има за уште 7 други лица, дел негови соработници во општината, но и вработени во градот Скопје, во секторот за планирање и уредување како и еден инженер. Според финансиската полиција, иако немало детален урбанистички план за една парцела во Сарај, тие сепак одобриле план и дозвола за градба, направиле неточни пресметки за комуналии, како и лажен технички извештај, а на местото изградена зграда. Со лажното одобрување на градба во општината, тие овозможиле на фирмата за отпад Азра Идрис од Глумова незаконски да се стекне со околу 1,7 милиони евра. Според Беџити станува збор за политички прогон од страна на премиерот Мицкоски и Изет Меджити, додека пак премиерот вели секој што работел незаконски ќе одговара. Тоа е еден вид на политички прогон од согласно мојот закон, како што велеше Мицковски во собранието, од тандемот Мицковски-Меджити и само еден филм за јавноста, кај што се обидуваат да ве дискредитират, но нема ништо надвор од законските прописи. Сум работел секогаш согласно законски. Од самиот почеток рековме дека секаде каде што постои основано сомневање, кое што е подкрепено со докази, ние како влада ќе делуваме.
нема да правиме тоа естрада, нема да упаѓаме дома со специјални единици. Едноставно, правдата мора да биде наш императив. И така ќе се однесуваме, и така се однесуваме без разлика дали тој што сторил неправда е поранешен функционер, сегашен функционер и така натаму. Опозицијската СДСМ со нови тврдења за случајот ИПАРТ. Скандалот, според партијата, укажувал вмешаност на премиерот Мицкоски и неговите комашини. Врската, како што велат, бил уапсениот директор на платежната агенција Стоилев. Премиерот ја повика опозицијата наместо да поставува прашања на своите пресконференции да изнесува тврдења. Изјавите за негова вмешаност Мицкоски ги нарече шпекулации и најави дека ќе продолжи испитувањето на случајот, кој можел да стигне и до поранешни функционери на СДСМ. Денес Христијан Мицкоски директно треба да одговори. Дали под истрага се и неговите комашини Игор и Цветанка Миќеви? Дали имало провизии? И дали дел од провизиите завршувале кај него или во ВМРО ДПМН? СДСМ почитувани објавуваше изминатата година дека во агенцијата се случува буквално кражба, рекет и мито на секој чекор, но сега тоа се покажа и излезе на виделина. Ако се толку сигурни во тие тврдења, нека излезат и нека кажат. Замешан е Христијан Мицкоски, замешан е тој и тој. Затоа што вака кукавички не оставаат впечаток. И нека ни помогнат. Јас јавно повикувам сите што имаат докази за злоупотреба, нека дојдат и нека ги достават тие докази за да можеме ние да делуваме. Така што апсолутно ги отфрлам тие шпекулации, нека остават да си ја работиме работата онака како што треба, ама да не стигне и до некои нивни поранешни функционери и министри. А за реконструкцијата на владата, кои министри би преминале во нов ресор или пак ќе бидат заменети, се уште нема договор помеѓу коалиционите партнери. Според шпекулациите, од министерските места би си заминале Дурмиши од економија, Филков од правда и Трипунов од земјоделие. Редовни меѓукоалицијски консултации. Премиерот Мицкоски без детали од синоќешната средба со лидерите навреди за промените во владиниот кабинет по локалните избори. Редовни коалицијски координации. Да бидеме трпеливи, многу скоро ќе се знаат. Добро, кои беа барањата од коалиционот партнери? Какви предлози имаш? Видете, ако има што повеќе да споделам, уште на првото прашање ќе дадев одговор. Информациите и од ВМРО ДПМН и од вреди се дека разговорите продолжуваат и дека намаса е целокупното дејствување на владините партнери и во владата и на локално ниво. Според неофицијална информација од албанскиот партнер, се споменува дека вице-премиерот Фетај би станал нов министер за евроинтеграции. Вреди би имала еден вице-премиер како замена за Меджити, пратеникот Беким Сали. За во животна средина пак се споменува името на поранешниот владин портпарол Мухамед Хоџа. Иако министерот за политички систем Иван Стојлковиќ стана советник во Куманово, тој многу веројатно ќе остане во владата и ќе се откаже од општинската позиција. За сега се шпекулира дека сменети би биле и министерот за економија и труд од вреди, Дурмиши, министерот за правда од Знам Филков и министерот за земјоделство од ВМРО ДПМН Трипуновски. Трипуновски рече дека ќе ја почитува одлуката на премиерот каква и да е, додека Дурмиши не знал дека имало разговори за смени. Немам информации дека има такви иницијативи за менување на кадровските ресори или разрешување или менување. Коалицијски партнери се и нормално дека треба да се сретнат, да се договарат како ќе ги водиме работите понатаму, но немам информации што се случило вчера и фокусирани сме на работата на министерството. Неофицијално промени се најавуваат и во албанскиот блок во парламентот со преминување во власта, но и проблеми во коалицијата што ја предводи Дуј. Од крилото на Алијанса на албанците на Таравари денеска побараа на повторените избори во Гостивар, Врапчище, Центар Жупа и Маврово Ростуше да се задржат истите кандидати. Вела дека тоа би било праведно бидејќи евентуалните нови кандидати би немале обврска за цензус како претходните. Сепак познавачите во албанскиот блок велат дека Таравари всушност стравува во Гостивар на повторените избори, дуи дека ќе излезе со свој кандидат, општина во која досега доминираше Алијанса. Бевме во собранието денеска, се подготвиме за овој прес и затоа нема проблем. Не обавезно, значи во Гостивар во Врапчиште ќе кандидираме заеднички како коалицијаки. Не одиме како Алијанса за албанците, се разбира.
Од ова крило бараат од собранискиот спикер Гаши да ги распише повторените избори за пред нова година, а не на најавениот датум 11 јануари, бидејќи според нив тоа немало да биде фер кон инселениците што ќе си бидат заминати по новогодишните празници и не ќе можат да гласаат. Катерина Нишкова, Сител телевизија. Премиерот Мицкоски најави дека државниот јавен обвинител Љупчо Куцевски најверојатно ќе биде сменет. Премиерот ги коментираше забелешките на Европската комисија во делот на реформите во правосудството и рече дека нема ништо суштинско во нив, туку се во насока на зголемување на буџетот. Ако јавноста смета дека со таков рейтинг судиите и обвинителите треба да добијат повисоки плати, тогаш тој ќе ја донира и својата. Недозволиво е според него како држава да одвојуваме поголем буџет од најразвиените земји во Европската унија. Вратиме повеќе од 2 милиарди евра некој кој што душмански ја задолжувал државата и неродените генерации. Ако вие мислите дека, или јавноста, ја повикувам јавноста, нека каже, ако мисли дека треба да ги дуплираме платите на обвинителите и судиите, слободно кажете. Еве, јас ќе донирам мојата плата. За обвинителите, ама нека судат барем ја обвинуваат согласно закон, а не како што прават до сега. И знам дека ќе излезат сега и ќе ме нападнат и ќе ме обвинат и ќе речат Мицко е ваков, таков, онаков, во ред, се е тоа во ред. Но не можам, едноставно моралот не ми дозволува да се согласам на зголемување на плати на луѓе кои што имаат никаков рейтинг. И ако е тоа клучната реформа која што треба да ја направиме, простете ја нема да ја направам. 8 години кога менувавме имење и презимења, ни викаа дека сме фронтранери. И кога ќе смениме име и презиме, за 3 години 4 сме во Европската унија. Тие 3-4 години изминаа пред 3-4 години. Кај сме ние денес? Онаму кај што бевме пред 25 години. Супер е да го смениме уставот, најдобри ќе бидеме. Најдобри ќе бидеме. Уште ако може да не сме македонци, да сме нешто друго, најдобри ќе бидеме. Онака како што некој ни прави булинг и сака да ја стопира Македонија да напредува во Европската унија. Тоа нема да го дозволиме. Оваа влада тоа нема да го дозволи. Додека сум јас таму, кој ќе дојде друг, нивна работа. Европската унија од